Во емисијата со повод разговараме со ВД председателот на Основен суд Кавадарци за враќањето на проширената надлежност на овој суд. Пред околу 13 години беа одземени проширените надлежности на Основен суд Кавадарци. Зошто беа одземени, председателе? Пред се би сакал да ви посакам добре дојде во Основен суд Кавадарци и да ви изразам благодарност за покажаниот интерес за актуелната состојба во која се наоѓа Основниот суд Кавадарци, особено во овој момент на интензивни реформи во правосудниот систем во поширока смисла, а во тие рамки и во судството. Тешко е да се даде одговор на тоа прашање. Зошто беа одземени надлежностите? Тие беа одземени со Законот за судови кој беше донесен во мај 2006 година и три суда со проширена надлежност, судовите во Кавадарци, Гевгелија и Кичево, станаа судови со основна надлежност, а работите од проширената надлежност за нивните подречја ги презедоа судовите во Велес за Гевгелија и Кавадарци и судот во Гостивар за Кичевскиот суд. Дали постоеше некоја анализа на работењето на овие судови во периодот на 10 годишна примена на поранешниот закон за судови од 1995 година? Дали овие судови покажаа одредени слабости во работењето? Јас не сум убеден. Сметам дека напротив овој суд секогаш бил со еден солиден квалитет на работа и прилично ажурен во однос на другите судови во Република Македонија. Мислам дека во текот на таа реформа се настојуваше да дојде до окрупнување на судовите, да се направат еден вид на виши судови кои работите од проширената надлежност би ги вршеле на една поголема територија, со цел да дојде до една концентрација на квалитет во тие судови, специјализација на судиите и така натаму. Меѓутоа, очигледно дека целиот тој реформски процес се сведе на одземањето на надлежностите на овие три суда. Неоправдано и особено на штета на граѓаните од овие општини, на кои им се оддалечи правораздавањето, им се отежна пристапот до судовите при остварувањето на заштита на нивните права и правни интереси. Што значише тоа за Кавадарци, за судот во Кавадарци, меѓутоа и за населението од целиот регион? За Основен суд Кавадарци тоа доведе до еден незгоден транзиционен период, кој ние го отпочнавме со голем број на вработени, со дури 18 судии димензионирани спрема тогашната надлежност, која да не заборавиме покрај тоа што ни беше одземена проширената надлежност, голем дел од предметите беа пренесени во надлежност од судовите на други органи, така што се најдовме во една незгодна ситуација да имаме голем број судии, релативно мал број на предмети, да не можеме да остваруваме ориентациона норма, што е еден од предусловите за вреднување на работата на судиите. Така што постојано во овој период се соочувавме до пред неколку години со тој проблем, па преку природниот одлив, пензионирањето на колегите судии, сега тој број на судии се намали на 7. Работевме и во овој период и се уште работиме, предмети од полесна, да речеме, така да се изразиме, од полесна материја, значи неаме, особено во кривичната материја тоа е изразено, бидејќи судиме кривични дела само до 5 години. И во секој случај капацитетот на овој суд за справување со сите видови на предмети полека се намалуваше. Што се однесува до влијанието на тие законски измени врз граѓаните и правните субјекти на територијата на општина Кавадарци и Росоман, но и Неготино и Демиркапија, секако, како што кажав, дека повеќе кратно се зголемија нивните трошоци за
заштита на нивните права пред судовите. Значи, во трговските спорови правните лица беа принудени да своите права ги остваруваат пред Основниот суд во Велес. Често пати се случуваат ситуации да и двете странки, трговски субјекти, се од Кавадарци, судијата да е од Велес, сите оние други учесници да се од Кавадарци во постапката, а само судијата да е од Велес, тоа несомнено се зголемуваат трошоците. Особено апсурдно беше решението за подведување под проширена надлежност на постапките према малолетни сторители на кривични дела, или како што сега се нарекуваат со законскиот термин деца, сторители на кривични дела, кои по сите меѓународни стандарди потребно е да се третираат во вакви случаи во местото во кое што живеат, каде што го посетуваат училиштето, каде што е нивното семејство. Така, оваа ситуација, значи, трае 13 години, за среќа при овие последни законски измени со интервенцијата во членот 31 од Законот за судови, практично повторно се врати старото решение, така што Основниот суд во Кавадарци ќе биде суд со проширена надлежност и работите од проширената надлежност ќе ги извршува покрај на териториите на своето подрачје, значи покрај на своето подрачје Кавадарци и Росоман и на подрачјето на општините Неготино и Демиркапија. Подготвен ли Основен суд Кавадарци за новиот предизвик? Дали има доволно кадри? Каква е кадровската екипираност и дали ги има нови вработувања во судот? Сигурно дека кога тргнавме во, да кажам, ова активност која беше сеопфатна на локално ниво и беа вклучени и пратениците, и градоначалникот, и бизнес секторот, како и ние нормално и како суд, ние правевме процени дали ние ќе можеме да ја прифатиме таа проширена надлежност. Наша процена е дека со зголемени напори на постојниот судијски и судско-службенички кадар, ние извесен период би можеле да го совладуваме тој прилив, бидејќи законското решение е такво да ние нема да добиеме предмети од Основниот суд Велес кои не се завршени. Значи, тие предмети што се заведени и отпочнати во Основниот суд Велес ќе продолжат таму, а ние од 1.1.2020 година ќе добиваме само нови предмети. Меѓутоа, сигурно е дека потребно е да се зајакнат капацитетите на судот за да може успешно да се носи со работите од проширената надлежност, како во поглед на кадровските капацитети, така во поглед и на одредени материјални услови за работењето на судот. Ние во овој момент, како што реков, работиме со 7 судии. Очекуваме еден судија да биде избран преку Академијата за суди и јавни обвинители, оваа генерација веќе ги положи завршните испити. Веројатно, можеби би требало да добиеме уште 1 до 2 судии за делегирање, од делегирање, значи од друг суд, кои времено би ја извршувале работата, односно судијската функција во овој суд, се до моментот кога Академијата повторно ќе создаде нов судијски кадар кој би бил постојано решение за овој суд. Сметам дека некаде 11 до 12 суди, од кои еден председател, би било една оптимална кадровска екипираност на судот, за да може да успешно се носи со работите од проширената надлежност. Не е секогаш прашањето на обемот на работа, значи колку предмети имате во работа, тука е прашањето на една нужна специјализација на судиите за одредена област. Особено е тоа изразено во кривичната материја, каде што сега Законот за кривична постапка е така концепиран да во судијата кој учествувал во одредена фаза на постапување, потоа не може да го суди предметот или не може да учествува во оценка на обвинителниот акт и така натаму. Значи, нужен е еден минимум број на судии за да може да се дава една распределба на предметите по природен пат, без да се изземаат судиите поради тоа што постапувале во претходни фази на постапките, и потребно е да имате доволен број судии за да може да се формираат потребните совети. Исто така и во граѓанската материја, сега со доаѓањето на трговските спорови и стечајните предмети, сигурно ќе се јави потребата од потесна специјализација на судиите, кои сега во граѓанска материја буквално работат сите видови на парнични предмети плюс вонпарничните предмети. И тука би требало да дојде до одредена потесна специјализација, бидејќи би било
не целисходно да сега уште повеќе се прошири видот, се прошири материјата по која постапуваат судовите во граѓанската област. Затоа и реков дека тоа е еден оптимален број на судии кои што ќе ни бидат потребни, а во овој момент со ново избраниот судија и со евентуално 1 до 2 делегирани судии би можеле многу успешно да се носиме со работите од проширената надлежност. Што се однесува до судската служба, јас до крај не можам и во овој момент да бидам задоволен со екипираноста на судот, особено структурно. Сметам дека со оглед на новите реформски зафати, со оглед на тоа што се поставува како барање пред судовите за квалитетно, стручно, ажурно постапување, постојано треба да се зголемува бројот на стручни судски службеници. Треба да биде некој стандард да секој судија има еден стручен соработник, свој стручен соработник, да неговиот тим го сочинуваат 2 до 3 судски службеници, така што ние во овој момент сме далеку од тоа. Но да не излезе дека јас сега се жалам на постојниот кадар од судската служба што го имаме во судот, бидејќи на вистина сметам дека еден подолг временски период прилично успешно ги извршуваме работите од својата надлежност, како во поглед на квантитативниот обем на работење, така и во поглед на квалитетот. Сето тоа не би било можно без една, да кажам, стручна, одговорна судска служба. Компаративно гледано, колку предмети имаше основниот суд Кавадарци кога имаше проширена надлежност, а колку во изминатиот период кога беше само со основната надлежност? Значи, ако го споредуваме тој период, повторно ќе кажам, треба да имаме предвид дека не само заради проширената надлежност изгубивме предмети или материја, туку и заради тоа што одредени предмети беа пренесени кај нотари и извршители. Вие знаете дека до 2006 година судовите ги извршуваа предметите, значи постапуваа по извршените предмети. Исто така платните налози во 2010-2011 година веќе поминаа кај нотарите и тоа е еден огромен број на предмети по кои судовите постапуваа, а главно баластот и заостатокот на нерешени предмети го создаваа извршените предмети. За илустрација би ја посочил 2004 година, кога добивме огромен прилив на извршни предмети, па во таа година вкупно во работа во Основен суд Кавадарци имало некаде околу 50.000 предмети. Во изминатите неколку години, например 2015 до 2018, мислам дека бројот на предмети се движи некаде на годишно ниво вкупно во работа, значи некаде околу 8.500 до 10.000 предмети. Значи тоа е неколкократно помалку. Ние прилично ажурно постапуваме, еден сме од најажурните судови во Република Македонија, имајќи ги предвид и мислењата и на адвокатите кои тоа го истакнуваат во секојдневните разговори, но и ако се погледна статистичките податоци кои ние секојдневно ги генерираме преку извештаите кои месечно, тромесечно, годишно, полугодишно и годишно ги доставуваме до судски совет, до повисоките судови, како и до Министерството за правда. Ние скоро редовно годината ја завршуваме со некаде околу 1000 нерешени предмети, што е мал број на предмети, од кои оние кои се вистински судечки предмети се некаде околу 400 до 500, што би представувало за овој број на судии некаде околу 3 месечна норма, што не става во редот на апсолутно ажурните судови. Што всушност значи враќањето на надлежноста? Кои предмети ќе се вратат во Кавадарци еве сега од 1 јануари 2020? Малку и дадовме одговор низ разговорот на ова прашање. Ќе почнем од кривичната материја. Значи, досега судевме само предмети за кои е пропишана казна затвор до 5 години. Сега ќе ги судиме сите предмети од кривична материја, ќе имаме значи проширена надлежност, ќе можеме да изрекуваме и казна доживотен затвор. Исклучок ќе представуваат само предметите на организиран криминал и висока корупција, кои ќе ги работи ова оделение во Основниот суд Скопје 1, Скопје, или сега како што новите измени Кривичниот суд Скопје. Исто така во овој дел во кривичната материја повторно ќе работиме предмети за сторени кривични дела од страна на деца,
прекршни предмети за прекршици сторени од деца, ќе се зголеми нормално со зголемувањето на обемот на предмети по кои постапуваме, ќе се зголеми обемот на работа и во претходната постапка и ќе добиеме веќе право, бидејќи во редовна постапка ќе судиме предмети да имаме оцена на обвинителен акт кој што досега беа во надлежност на Основниот суд Велес. Што се однесува до граѓанската материја, таму ќе постапуваме веќе по сите граѓански предмети, независно од вредноста на спорот, што значи дека сега ќе можеме да постапуваме и по предмети чија вредност е над 50.000 евра. Понатаму трговските спорови, тоа се спорови во кои како странки се јавуваат правни лица, значи трговските субјекти, трговските друштва и други правни лица, како и стечајните предмети. Мислам дека тука беше еден голем абсурд, бидејќи најголем дел од предметите по кои постапуваше Основниот суд Велес во стечајната материја беа предмети врзани со Кавадарци и општините кои гравитираат кон Кавадарци, односно беа предмети каде што стечајниот должник е со седиште во Кавадарци. Што е со техничкиот персонал во судот? Па јас горе-долу дадов одговори на тоа прашање, значи тука судските службеници се поделени во неколку категории. Првата категорија е на административно технички судски службеници, втората категорија е на стручни и третата е на раководни. Покрај тоа имаме и вработени по Закон за работни односи кои немаат статус на судски службеници. Екипираноста, ви кажав кои се проблемите, пред се од структурална природа. Она што мислам дека во овој момент ќе ни биде најнеопходно како кадровско доекипирање, ќе бидат самостојните референти, тоа се водителите на оделение, кои ги водат соодветните уписници. Сега со добивањето на трговската материја, на материјата на трговските спорови, потоа овие предмети за кривични дела против деца, стечајни предмети, нас ќе ни се отворат неколку нови оделенија кои што треба да бидат соодветно екипирани со водители. Не е проблем вие да ги пополните од постоечкиот кадар, меѓутоа сметам дека тој кадар сепак бил примен на друго работно место, кое бара по-ниски квалификации, затоа е потребно и овие места да бидат и соодветно пополнети. Ние имаме ситуации тука да по неколку години, па и 10 години, одредени судски службеници практично работат на материја која што е со повисок степен на звање, а имаат пониско звање поради неможноста да профункционира интерното напредување, а се покажале многу успешни во работата. И мислам дека тука треба да се бараат решенија и за не само преку нови вработувања, туку одредени работни места, па и адекватно да бидат пополнети преку интерно напредување. Значи оној кој што се покажал во работата, кој дал резултати, кој успешно ги врши, да добие и сатисфакција со добивање на повисоко звање и со тоа и на повисока плата. Благодарам. Благодарам и на вас. Тоа беше емисијата со повод, во која што со ВД председателот на Основен суд Кавадарци разговаравме околу враќањето на проширената надлежност на овој суд.